Добар ден на сите. Сега ќе зборувам малку за алатките со кои што ќе ги користиме во текот на изработката на оваа стратегија, како што кажа професорот Радмил. Временскиот период е доста краток и многу ќе биде тешко дека со секого ќе може да се искомуницира лично, да се спроведат интервјуи и состаноци со сите чинители кои што можат или стейкхолдери кои што ќе влијаат на една ваква стратегија и кои што понатаму ќе бидат одговорни за имплементација на истата. Затоа дизајниравме одредена методологија во која што ќе се обидеме на сите можни начини да дојдеме до што повеќе информации, секој стейкхолдер да има можност да даде свој допринос уште во оваа фаза на самиот развој на стратегијата, како нормално истата би била, таа конечна верзија би била доста поквалитетна. Генерално самата методологија е дизајнот на самата методологија е презентиран на овој диаграм. Како почеток ни се 7 столбови од предходната работилница во декември, кој што излегува како заклучок. Исто така и оваа работилница веќе има доста информации добиено од сите вас и тие се добра основа за креирање на содржина, на кое што веќе ќе може да се дискутира понатаму. Тука се клучните стейкхолдери, сите институции кои што ќе бидат вклучени на некој начин во самата изработка и подоцна во имплементација на стратегијата, односно тоа сте сите вие присутни тука и сите што ќе бидат понатаму присутни во следните работилници во самиот процес на изработка на стратегијата. И во овој дел каде што се оние запчениците, тоа значи дека сите тие информации ќе бидат приберени и ќе бидат селектирани, поставени во одредена база на податоци, во одредена форма која што ќе даде можност да бидат на најбрз можен начин и најквалитетно анализирани. Бидејќи сепак станува ќе имаме информации во вид на бројки, но голем дел на информации се текстуални пораки и идеи кои што ќе треба сепак да се систематизираат на одреден начин. Тука ќе користиме разни техники на прибирање на информации, едната е како состаноци, проучувања, понатаму форуми, разни блог постови кои што ќе бидат објавени во текот на овој период, една Facebook заедница веќе која што ја подготвивме, ќе користиме Twitter и Twitter чат, ќе ги користиме искуствата од имейл маркетингот, подоцна и ќе кажам повеќе, ќе користиме прашалници и електронски и оние традиционални на хартија, се со цел да се приберат колку што може повеќе информации. Во таа фаза, за прибирање на тие информации, планираме да поканиме 300 луѓе кои што се и надвор од овие клучни стейкхолдери тука. Тоа се луѓе кои што на некој начин се или предприемачи или потенцијални предприемачи кои што сака да бидат предприемачи, кои што исто така можат да дадат допринос некои своји идеи. Ги делам првин 300 имейлови на кои што ќе им бидат пратени покани за да земат учество, затоа што сметам дека тие се, според мои анализи, на тие имейлови преземаат одредена акција. Понатаму, уште на листа со 2000 имейлови ќе им бидат пратени покани, исто така да земат учество, како би успеале да добијат. Исто така и овие се сите личности кои што се заинтересирани во подречјето на предприемништвото. Во исто време, додека се градат овие алатки, веќе и започнавме со desk research на најдобри практики, со прибирање на материјали од
значи земји од поразвиените земји, но и материјали за она што тука се случува, значи. Сето тоа во вид на преработени информации ќе влезе во една база на податоци, како што кажав, од кое што ќе треба да извлечеме некои првични документи во вид на некои првични резултати од самите анализи. Сето тоа би било сместено, значи, на уште една платформа во вид на забелешки и документи како излезни резултати од самата анализа, кои што би биле базирани на клоуд технологија, така да повторно вие како стейкхолдери клучни би имале директно пристап и би можеле за сето оно што е како резултат од тие првични анализи да дадете свој допринос, идеи и препораки. Врз база на тоа, кога ќе се заврши, ќе може да се добие една драфт верзија на стратегијата и драфт верзија на акциониот план. Значи, тоа е генерално во однос на методологијата во еден сликовит приказ. Значи, како што кажав, ќе имаме прашалници, кои што ќе бидат пратени до клучни стейкхолдери, значи до имейл листа со 2300 регистрирана информација, на сите социјални медиуми, значи ќе бидат објавени, препратени, и на форумот за генерирање на идеи, кој што е специјално подготвен за оваа намена. Форум за генерирање на идеи веќе е подготвен, значи ќе користиме мојата платформа premium.предприемач.com кроз форум. Исто така тука очекуваме присутност на клучни стейкхолдери, исто така ќе бидат поканети сите оние 2300 што ги спомнав и ќе биде промовиран преку социјални медиуми. Ова имаме, значи, линк за регистрација на форумот. На овој линк се наоѓа регистрација на форумот во кој што ќе треба да се внесе корисничко име, име и презиме, имейл адреса, значи, и лозинг 2 пати. Едноставно со кликнување испрати регистрација. Веќе сте регистрирани. Веќе е спремен, значи, форумот со основните теми почетни, значи пред овој воркшоп, тој постојано ќе се проширува со нови теми, значи во овој случај ги имаме 7 оние столови кои што се резултат од воркшопот во декември и уште посебна тема како добри практики кои што се присутни кај нас во изминатиот период и се она што е направено во однос на предприемачко образование и искуство на самите или наставници и од формално и од неформално образование. Едноставно се кликнува додади тема, значи во делот каде што сака некој да остави некоја дискусија, име на тема и се пишува тука како кога праќате обичен имейл. Значи стандардно функционирање на форум. Веќе креиравме Facebook заедница пред некој ден, значи facebook.com /l стратегија е страната. Тук ја има во ова, во презентацијата. Да. Значи, тука исто така ќе има две цели, односно две намени на оваа заедница, со тоа што едната е исто така да може да се дискутира за одредени теми и проблеми и поими кои што ќе се користат, а другата е да се потикне користење и на останатите мрежи. Значи сите се взаемно поврзани, не можеме да ги гледаме како поединечно. Ке користиме, значи ќе креираме содржина за блог во однос на самата работа на стратегијата, значи ќе биде изработена посебна категорија на предприемач.com, која што ќе биде PE стратегија. Во овој случај ќе користиме неколку наслови предвреме дизајнирани врз база на досегашните приберени информации од претходната работилница и оваа работилница, со некои идеи за понатаму и исто така ќе го користиме за потикнување и изголемување учество на самите форуми, со тоа што ќе се ставаат на еднаш неделно или во 2 недели, ќе ги ставаме линковите до добрите дискусии на форум и да ја потикнеме самата дискусија и споделување на идеи преку коментари на самиот блог.
Исто така ќе го користиме и Twitter. Сега колку ќе даде резултати ќе видиме, но ќе направиме обид, значи со некој хаштаг пред време, значи го потенцираме ПЕ стратегија на хаштаг, значи на Twitter, значи кога имате ваква ознака со име. Еве давам пример, значи доколку сакам да следам на Twitter се што се случува за предприемништво, добивам со брзо пребарување. Едноставно секој кој ставил таква ознака и веднаш можеме да видам за што станува збор. Значи временски интервал ќе видиме дали еднаш месечно или на 2 недели во зависност од првиот обид и каков интерес ќе има и што ќе предизвика темата. Како што најавив, ќе користиме значи имейл маркетинг, ќе го користиме Aweber, на кој што се наоѓа таа имейл листа од 2300 луѓе, на кој што веќе значи имам платено за користење. И на него ќе бидат предвреме дизајнирани значи одредени имейлови со одредена содржина кои што треба да потикнат дискусија на сите кои што ќе го примат тој имейл. Едноставно може со реплај да вратат со одговор, може пошто ќе има линкови, може веднаш да се приклучат до форумот за одредена тема, да дадат свое видување и мислење. И ќе го користиме MailChimp како посебен за нова листа што би се градела со клучни стейкхолдери и директна комуникација. Сите презентации, овие и оние што ќе произлезат понатаму, ќе бидат објавени на SlideShare, значи за да може да бидат видени од пошироката јавност, се со цел затоа што има можност да се коментира и да добиеме дополнителен фидбек, значи од самите. Едноставно, според некој мој искуство, презентациите даваат, значи потикнуваат едно креативно размислување и може да дадат добар допринос понатаму. Добро, ова се распоред на активностите, за да не губиме време, ги има во материјалите и веќе професор Радмил накратко ги кажа. Значи тука се дадени попрецизно до кој датум што ќе се заврши. И тоа би било се за оваа моја презентација. Ако имате некои прашања, тука сме и